Zdravo, јас сум Джино, газда на ресторан Кајджино, на ГТЦ, Градски трговски центар во Скопје. На ово мој ресторан работи 44 луѓе. Професионални луѓе кои јас сум спремено на 20 години работат заедно. Професионални луѓе да спрема многу добра храна, многу добре рецептуре. Ние на нашо ресторан све се прави во моментот. Све е свежо, све е еспресо. Се прави тука производња. Се производи тестенини, се производи тортелини, равиоли, канелони. Се прави пица, се прави десер, се прави многу колачи. Све се прави на ово ресторан, све е еспресо, све е одлично. Може да дојде тука. Може да се резервира, ако сакатеш, за една група, само за вас. Може да биде ручак со состанак, може да биде вечера со состанак, ма ние правиме катеринг. Може да ви носимо дома све што сакате. Дојде на ресторан Кајджино. Многу е одлично, многу се ради за вас. Почнуваме припрема на лигните. Првим ставаме бутер. Малку свежо лукче да добие мирис. Макдоналдс. Ми ставаме лигните. Бивер. И потоа ги фламбираме со джин. Еве ќе се готови, сега ги сервираме на подлага од марул. Ова се лигни на подлага од марул. Добар апетит. Спремивме октопод мариниран со рукола и издекориран со балсамико. Крема балсамико. Значи, оди сецкан октопод, рукола, имаме и суви домати, заедно со тоа се меша, се прави една смеса, убава една компонента и се сервира со лукче, сол, бибер и се декорира со балсамико. Сега пристапуваме кон приготвување на гамбери по црвен сос. Ставаме прво бутерче, да се растопи. Ставаме малку лук, да добие една убава арома. Малку макдоналдс. Ги ставаме ракчињата гамбери. Сега ги налевам малку со бело вино. Се добие на вкус. Се чувствува една убава арома. Пријатна миризба. Ќе ставиме малку бибер. Малку сол. Ги пропржиме уште малку. Да прокрчкаат со виното. И ќе ги фламбираме со исто така со джин. Ги попрскуваме дозгора со сосче кое се готвија, кој има убав мирис, вкус. Веќе се спремни за конзумирање.
може да се послужат, да ги сервираме. Добар апетит! Сега ќе приготвуваме шкампи на глацета. Ставим малку путер, исто малку лукче, Макдонос. И ги ставиме шкампите. Се спремаат на идентичен начин исто како ракчињата. Малку биверче. Сол. Исто така ќе ги изфламбираме со джин. Значи ги сервира на подлога од марула и рукола, која е претходно зачинета и може да ги послужиме шкампите и добар апетит. Денеска ќе приготвуваме една морска риба, диво бранзин во морска сол. Еве сега ќе почнеме со кршењето на бранзинот кој го печеме во фурна во сол. Колку убав мирис, убаво испечена. И сега може да почнеме со послужување на гостите. Добар апетит! Ајде, и сега правимо еден десер. Едно нашо добро десер. Палачинка фламбирана. Ајде, Сашо, почна. Иде бутер, прво. И сега се фламбира со джин. И сега палачинка е правена и сервирана. Може да се сервира и може да проварите. Таа е многу добра. Тоа е наша стара рецептура која почнемо при 20 години да се права. Мојот шеф е многу добар шеф и прави многу добро јадењето. Сите јадења ти ста прави.